време кога малите земјоделци се борат со ниски откупни цени, променливи трошоци и ограничен пласман, негативни ефекти од климатските промени, намалување на бројот на малите земјоделци, Европската Унија во својата заедничка земјоделска политика го истакнува и промовира моделот на организации на производители како форма за економско здружување на малите земјоделци. Организацијата на производители е здружување на земјоделци, задруги, здруженија на производители, компании кои заедно дефинираат продажни цени, заеднички настапуваат на пазарите, преговараат, продаваат, пакуваат, складираат и инвестираат во нови технологии. Тоа е повисоко ниво на здружување од класичните задруги, со сопствен менаџерски тим, собрание, бизнис план, стратегии и заеднички пристап до инвестициски фондови и пазари. Националната федерација на фармери беше на студиска посета во Хрватска, каде одблиску ги увиде најуспешните примери на функционирање на организациите на производители. Винаријата ТРС од Илок започна како мал семеен проект, преку задруга, а потоа организација на производители, со европска поддршка го зголеми капацитетот од 30.000 на 650.000 литри. Само еден од успешните примери, дека заедно може да се постигне многу повеќе. Во Белица, 8 фармери се здружија во Агробела. Со ЕУ поддршка инвестираат 2 милиони евра во модерен ладилник и логистички центар. Денес произведуваат 5000 тони компир и 80% од новата реколта е однапред продадена. Бенефити производачке организации и удруживања су вам заедничко тржиште, лакша продаја, видливи сте на тржишту, имате више робе, постижете боле цена на тржишту. Други бенефит вам е лакше складиштите робу, имате складиште, можете и бенефити онај треći, помажемо jedan другоме у послу и увек скачемо kao jedni članovi obitelji i tako funkcionira. Најзначајниот пример за важноста и улогата на организацијата на потрошувачи е дистрибутивниот центар за овошје и зеленчук во Велика Горица, Хрватска, кој е основан со јавно-приватно партнерство. Овој модерен дистрибутивен центар, кој има огромно значење за овоштарите и градинарите од Загреб и околните општини, 60% е собственост на задругата, 20% на државата и 20% на градот Велика Горица. Изграден е со помош од 5 милиони евра, односно 90% инвестиција од ЕУ фондовите. Ова е вистинска слика како државата треба да соработува и да им помага на земјоделците, што е исто така препознаено и поддржано од Европската Унија. Тvrtka koja je osnovana od strane Zagrebačke županije, grada Velika Gorica i voćara i povrćara Zagrebačke županije i okolnih naših županija u cilju da se osigura infrastruktura kako bi naša proizvodnja mogla opstati i razvijati se. Sve smo radili više faza i koristili smo za kompletno našu kusuru evropske fondove. Јабука ХР, обединета организација на 18 земјоделски стопанства, располага со капацитет од 10.000 тони и најсовремена технологија. Модел кој овозможува стабилен пласман и високи стандарди и ја снабдува цела Хрватска со јаболка. Godišnja proizvodnja nam je otprilike oko 12.000 tona jabuke, sirovine, gdje se sva jabuka opet skladišti ovdje u našim skladišnim kapacitetima, što čine ulo komore, gdje se nakon toga i kalibrira, pakira i oskrbljujemo zapravo sve trgovačke lance u Republici Hrvatskoj. Во Хрватска научните институции, како Факултетот за агробиотехнички науки, активно придонесуваат со истражувања нови технологии и континуирана поддршка за земјоделците од организациите на производители. Министерството за земјоделство во Хрватска обезбедува јасен систем, признавање на организациите на производители, контролирање на оперативните програми и кофинансирање до 50% од инвестициите. И во Македонија малите производители се соочуваат со исти предизвици. Мали производни количини, високи трошоци, слаб пазарен настап и дополнително се соочуваат со негативни ефекти од климатските промени. Организациите на производители се моделот кој носи промени, како што тоа го прават членките на Европската Унија. Националната федерација на фармери ја гледа оваа форма како неопходен чекор за развој на земјоделството, односно економско јакнење на малите земјоделци. Успешните примери од Европската Унија ја потврдуваат вредноста на организациите на производители и нивниот потенцијал за раст и одржлив развој. Време е оваа форма на здружување да стане реалност во Македонија. Европската Унија ја препознава како стратешка алатка. Нашите производители ја бараат и е неопходна за нашата земја.
Само заедно можеме да создадеме фер, модерно и конкурентно земјоделство. Иднината е во здружените сили, во економските форми на организирање, како што се организациите на производители. Зашто без земјоделство нема храна, а само заедно може да придонесеме за неговиот опстанок и развој.